Здраво на сите, се гледаме кратко после оно лудо видео каде што ја и Никола се шишавме на кец. Носам капа, дупла капа баш заради тоа, му и заради уште една причина. Сиван кога иде на турнири носи дупла капа за да се сокрие скроз. Така денес идеме на Arm Wrestling Challenge во теретаната Легион Кафталиџе. Поздрав до нив. Малку касниме, се надевам дека сепак ќе ни одобрат да влеземе. Треба да се мериме, да не поделат во категории, идеме бутање на десна рака специфично. Се немам бутање на рака уште од кога ми избркал Джевахир, долго време, ама мислам дека сепак уште техниките ги држам, силата ја имам. Ќе видим, искрено да не се преценувам, ама мислам дека можеби ќе победам. Во мојата категорија 100 плюс кила, освен ако не ми дојде некој ептен поспремен од мене или појак, покрупен. Квалитетот за ова видео исто така е лош. Сега ќе ви кажам зашто, поради тоа што јас го напунив погрешниот микрофон, а адаптерот го имам за овој што е празен. Така да малце утка, беше све така избрзано, плюс полагам испит за 2 дена. Видео ќе го гледате една недела, мислам дека од кога се снима, бидејќи нема да имам време да го кропнам, да го малце барем зашминкам за да го објавам. Така да, тоа е што е. Малце повеќе околу вежбањето гледате, нема видеа толку формата, малце ми е падната. Правам некој си кат пробувам. Имам бутнато 5-6 кила за 3-4 недели, што е добро. Ама да, факултетот многу кочи, посебно медицински. Но не се откажуваме. Еден совет за сите студенти што студираат некој потечок факултет. Пробајте да го изменаџирате времето додека учите и некако да сепак постигнете некои цели во спортот. Не е битно дали е тоа теретана, дали е тоа одбојка, џудо, кикбокс, кошарка. Битно е да се вежба додека се студира, пошто само онака како викаат академско оружје е бескорисно доколку нема некој успех на друго поле. Ништо, сега тука малце ќе прекинеме, се гледаме кога ќе стигнеме таму. Сме внатре, сега треба да се избаваме. Искрено добро ќе беше да нема скинат менискус и да го истерав като да падне по 100 кила во друга категорија, подобро ќе поминем. Вака сега ќе мора да идеме во 100 плюс категорија. Ау, ова значи дека идам во 90 до 100 категорија. Ова ми израдува. 90 категорија. Ова ќе биде више интересно. Најдов некој за загревање да се путнеме. Прво путање после година да On 3. Don't pull. 1, 2, 3. Як противник? How much are kilos? 58. 58. 58 против 90. 40 кила разлика. I'm 90. 40 kilos. Yes, you're strong. Thank you. Сите има техника, но сите знаат како да падат. Не само јас. Е добро, па кажи да бидеш јас. Нека малку. Ама ја тренирам. Се путеш? Не, го си дека треба забавно. Ова со тренер. Чува да ми заморува, да не се бутам, јас се чувам. Ситуацијата е жуста. Се премерив, пошто килажите не ми изгледа баш реални. 103, како што и мислев, значи точно 103 кила. Кренов категорија, има некои од 90 до 100 спремни дечки. Има што избегав од една категорија. Така да ќе се видиме, не знам кој ми се сепа.
состапеници, ама ако е тој високиот од нас над 100, мислам дека нема шанси, што тука сите се во тренинг. Дој Малцеј, дој. Еве професионалец, нека ви каже нешто поише за путање на рака во Македонија. Како се викаше свијете прашо? Димитар. Димитар, кој што слушам се путавме ја и опа подобро што го сними при някога снимки ја става. 20 кила подесен, 25, ама летнав како пермутка. Така да, дечко да се пута по време професионално, тоа е само тренинг. Ја имаш што мене во видеото ме прашувате некои типс за путање на рака, некои вежби, нешто. Рекол некој пати дека ќе направам видео, ама никако да го направам. Не е професионалец, сега тука нека каже некоја техника, чекај, ајде дојди. Еве, тука можеш вака се тече исто. Добра, ако ја вака да седнеш, можеш вака да става. И ова можеш си. Не, да нешто доста смислено. ефикасно ако немаш рачки. Една од ефикасно. Друга иста вежба можеш. Ајде тука да одеш. Ова е исто добро. Нека вака видаш бицепс. Што е клучно од путање на рака? Сила или техника? Први доаѓа силата, дека кога се тука негде се сила, или на 20% да има разлика, тогаш кога доаѓа техника може и на постане, со добра техника да победиш проект противник, ама доодредена да кажем кепа. Колку е добро неделно да се тренира путање на рака со некој што е појак од тебе за да го достигнеш најдното ниво? Што најчесто се преферира да тренираш со некој двоен ниво, зашто е многу појак некој што ќе вежбаш, зашто само се серии. Тоа може би мојата грешка, едно џелки се пута само со појаки течки, секој тренинг лактот плачев, не може да ти тренира Да, пред. терет на телото и значи Кој е најак, освен вие што сте суди, како што вие? мислам дека Даре, Митро, мислам дека Информира некој ќе се пута. да, јас мислам да стека минатите си има пута на некој пати се. Интересно е, мене ми Доста каже, клетен човек. еден од судиите ми кажа, секој самата во 6 сати ќе се прават спаринг дечките за путање на рака, секој што е заинтересиран ќе се дојде. Интересна рачка, зашто се користи. Ова, за кој многу добро. Интересно нешто. Можеш и Мана гол, тоа е кој е, ја ова не ме уште не го може. Чекај да прави исто, нема шанс. Нема што да тоа е многу адвенс. За малце еднаш како исто планет на поиски. Генерално, путањето на рака не смееш да му го фатиш на противникот палецот вака. Тоа студиите го местат и овакво. Исправуваат се зглобовите. И сега се кажува реди гол кога се прави против зглобови. Одиме. Ајде, отпоновам, ајде да пробам колку можем да те држам. Ти како мислиш на ево? Ајде, 3, 2, нема шанси. Две секунди дале. Ај sad ти само држи ми ја да путам, да пробам да ја губим. 3, 1, 2, 3. Ќе останам без дип и нема шанси. После Добре. Тогаш се тamo имаш доста сила овие истапот. Не ти откажува бицепсот и јак. Шелбата ќе го победи. Не можеш да го поврзаш. Да. И ја губиш сила, така да тај да појак се топно зајачиш. Како вика, талентот пропаднува ако не работи, така да работата ќе победи тоа. И што, фала ти за информациите. Идеме ние да видиме турнирче како ќе се одвива, што ќе направам ја. Сменив инаку категорија, над 100 сум. За малце заморен си сега. Ти вика да не се будеш. Ти си знаеш. Ништо се гледам како ќе почне турнир. Значи, нема тука потреба да изводите нешто, егото знаете тука не го ставајте, егото никогаш на маса, егото на врата. Пред се дека од друштвен карактер за забава, тоа е тоа, почитувајте се меѓу себе, тоа ќе немојте да бидете избувливи, како и да ќе ви ги објасниме ние правилото наш аспект. За друго што би посакал е само среќи за грејте си играчињата. Сега ќе почнеме малце да ги објаснуваме правилата, за тие што не знаат што се запознаваат со спортов. Значи, имате за почеток, ќе ви објаснам како се поставува. Значи, ногата
за вие што не знаете, може да ставите вака, дали да ставите напред, може да ја обиколите околу масата, може да ви биде горе на масата. Значи, буткањето е спорт на влечење, не е буткање. Значи, вака кога буткате, вие ја ротирате коска. Со секоја ротација на хумерусот доаѓате во опасна позиција. Опасна позиција значи може да се повредите или да ја скршите коска. Значи секогаш влечете према вас и буткајте да настапи. Тоа е најбезбедно што може да биде. Значи ова е матекс. Сите што слушате и гледате да знаете. Друго, секој меч започнува во судиски крив, односно јас си поможниот судија, ве местиме, гледате сите што сакате да видите. Вебингот ќе ви биде ист. Значи, вие ќе затвориме рацете, смее да фатите највеќе до наколу, до оваа коска. Дали ќе сакате доле, горе, ваше правило. Него вебингот секогаш е исто, од палецот до показалецот, ова растојание ќе биде исто. Од тука затвараме, ние кажуваме не мрдај и даваме сигнал гол. Кога ќе даваме сигнал гол, започнува борбата. Трето нешто да објасниме. Во случај на слип, идете во страх. Тоа го знаете. Второ, ако дојде до несакана dangerous position, односно дојде до кршење на некој, ние како судни ќе го забреме мечот и ќе ви доделиме фаул. Ќе ресетираме рундата и ако пак направите фаул, ќе биде победник за противник. Следно нешто што треба да го запазиме е опомените. Значи, слушате сите. Значи судијата кога ќе рече не мрдај, исправи ги рамениците, не сме да мрднете никако дојде дека сте во судиски крив. Значи нема мрдање на шаката, нема мрдање на зглоб, нема мрдање на рака, на прсти, на тело, ништо. Значи секој мрдање ќе ви биде опоменет. Две опомени ќе ви биде. Слушајте, една опомена, наредно ви следи фаул. Еден фаул, уште еден фаул и губите рундата. Тоа е тоа. Нешто друго на две изгубени да. Да, значи една опомена, следната во фаул и го губите мечот. Извини, колку раунди има? Double elimination, односно се состои два пати, има право 6 некој до 6. Значи ако ја изгубиш првата, имаш шанси пак наредно да се вратиш. Тоа е, значи double elimination турнир. Не е само еднаш и готово. Тоа е. Две изгубени рунди и тоа. Нешто друго прашање имате во склоп на значи, да, може dangerous position да објасниме, значи позициите што не би сакале да се деси, се телото го вртите и идете само со раката. Држите раката ви се тресе исто. Тоа е голем притисок на коска. Трето, целосно исправате коската, вака може исто. Значи се што ќе биде dangerous position, прекинуваме мечот. На наша страна, тоа е тоа. Ако имате прашање со на ако не, ќе почнеме со првата категорија. Don't move. Go. Winner. Don't move. Go. Winner. Don't move, go! Dobra, 105 kg. 100 leva. Don't move, go! Go! Браво! Мислам дека може би ќе победам. Заврши турнирот. Искрено не ги видов сите кои се над 100 кила, имаше братот у првата што ме победи. Малце влечеше пред време, он изгуби после со фаул. Јас сум Бајер Минхен, он беше Пари Сен Жермен, судиите беа тие, се шалиме све топ.
вториот брат што ме бутно, искрено, веќе бев изморен, на прст ме фати и ме скина. Тоа е, не може на секој поле да се види прво место. Битно е да се трудиме. Го ги видовте сите шампиони, мислам дека сите финали ќе ги снимав. Јаки дечки нема што, се бутат, некои од нив активно вежбат, некои од нив беа тука да се пробат. Тоа беше тоа, интересна ова ќе е кат. Тоа беше тоа, интересен настан, интересно искуство. Сега на кај да биде фокусот, дали на тегови или на бутање на рака, пак ќе се биде на тегови. Нема зашто сега да менјам фокус да вежбам бутање на рака, си ги знам можностите. Тоа е тоа. Видео не знам кој ќе го гледат искрено, се надевам што побрзо. А ја сега да учам биохемија 2. Една згазне коло насред. Оставите лайк, шер и субскрайб и си гледаме некој наредите.